Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов ја отвори школата за млади лидери што на негова иницијатива по седми пат се одржува во Охрид, како проект што ги обединува младите и талентираните луѓе од земјата на едно место, каде ќе ги надградуваат и усовршуваат своите вештини, својата креативност и менаџерските способности. Тој во свој одговор нагласи дека оваа школа за млади лидери е школа на иднината за овие млади успешни луѓе да станат уште поуспешни. Иванов им порача на младите лидери да ги користат искуствата, знаењата, умењата на предавачите за преку меѓусебна соработка да научат и да ги применуваат стекнатите знаења. Имате извонредна можност, ова генерација, да ги слушате искуствата, да ги сознаете вештините, незнаењата, начините да дојдете до знаења кои ќе ги примените. Ова е школа за применети знаења кои ќе ги пременувате во вашиот живот. Затоа ова не е политичка школа, ова е школа на луѓе кои успеале во животот и како награда ја имаат школата да им овозможи да успеат уште повеќе во своите средини, во своите области. Пред присутните се обрати и директорката за човечки ресурси при Европскиот центар за набавки на компанијата Huawei, Fan Mei Hua, која истакна дека Huawei како компанија вложува во лидерството и во иновациите и секако оваа школа ќе биде успешна, затоа што од неа ќе произлезат добри лидери. Пред учесниците своји обраќања имаа и поранешниот претседател на Бугарија, Петар Стојанов, како Исмаил Сералгедин, директор на Александриската библиотека. Стојанов во своето обраќање истакна дека овие млади луѓе на оваа школа со стекнување на нови визии и размислувања ќе бидат иднината не само на Македонија, туку и на светот. Чест и задоволство ми е што повторно сум дел од оваа престижна школа за млади лидери со цел да ги поддржиме младите учесници и нивните напори за нивното образование и да создадеме една нова генерација на храбри лидери, одлично ориентирани и вредни со цел истите тие да бидат носителите на подобрата иднина. Стекнатите знаења и вештини во голема мера ќе им помогнат како на професионалниот, така и во приватниот живот, велат учесниците на школата. Очекувањата секако. Најпрво да се стигне до успешно лидерство, а и секако да се научат и некои животни вештини кои што на сите нас ќе ни бидат од корист и во понатамошниот живот, како на професионален, така и на приватен план. На годинашната школа ќе присуствуваат 28 реномирани предавачи од врвни образовни и професионални институции од Македонија, Европа, Соединетите Американски држави, Австралија и Египет, кои ќе ги пренесат своите искуства и видувања за лидерството на вкупно 45 учесници на школата.